Повторно се дружиме со Peugeot 308. Овој модел го имаме возено повеќе пати, но ја немаме возено плагин хибридната изведба во Скопје. Оваа комбинација произведува заедно со турбобензинскиот мотор 180 коњски сили, но денеска ние нема да ги впрегнеме сите 180 коњи. 7,4 киловатна батерија има во каросеријата на овој 308, која треба да обезбеди електрична автономија околу 30 на километри. Ние денеска, како што реков, нема да ги впрегнеме сите потенцијали на овој автомобил, туку ќе го возиме во градски услови на струја. Она што најмногу ми се допаѓа кај Peugeot 308 е неговиот интериер. Направен е навистина скулптурално. Кога човек ќе се наврати неколку пати на нешто, сваќа кои се неговите предности и мани. Ајде да почнеме од маните. Како кај секој Peugeot не ми се допаѓа поставеноста на воланот, бидејќи мора, за да ја видам цела инструмент табла, мора тој да биде на многу ниска позиција, која не ми прави комфортно да се чувствувам кога возам динамично. Но рековме денеска ќе заборавиме на динамиката. Скулптуралноста на целата внатрешност е прекрасна, па и поставеноста на дифузерите. Можам слободно да констатирам дека Peugeot во 308 го има имплементирано едниот од најубавите дизајни на предната арматура во светот на компактните возила. Доста беше за изгледот и дотерувањата. Да видиме колку може 308 да ни пружи електрична забава. Електричните возила се еколошки, но тие овозможуваат миграција на загаденоста од градски средини во средини каде што се прави струјата. Токму и сега 308 го исползувам во електричен мод на возење. Неговите предности се очигледни. Електромоторот овозможува убава агилност во градски услови, но и линеарно движење. Ограничувањата на брзината во градски услови се 50 км на час, па немате потреба да имате испади во кои ќе ви треба екстра сила. Токму во овие услови се вози исклучиво на електричен режим. Тоа овозможува и во град да ја регенерирате батеријата, бидејќи секоја употреба на сопирачките или пак на одземање на брзината ја надополнува батеријата. Искуството е повеќе од интересно, бидејќи ја немате бучавоста на моторот, можете по-лесно да уживате во музиката која ја слушате и да се посветите на една лежерна атмосфера која ве обкружува. Peugeot за хибридните изведби на 308-ката има неколку нивоа на опременост. Ова што го тестираме е почетното, што значи дека нема многу украси. Целата внатрешност потсетува на старото школо. Значи, имаме убава прегледност на инструментите, дури и мониторот на централната конзола не е преагресивен и преголем, но ги има сите неопходни функции. Ке повторам дека возечката позиција, односно позицијата на воланот не ми одговара најмногу, бидејќи е многу ниска. Но тоа не ми пречи многу во градски услови на возење, бидејќи немам потреба од нагли маневри.
Кога возите во електричен мод имате и повеќе предизвици за возење. Зборувам од оние психолошките, бидејќи ќе се навикнете да се надпреварувате сам со себе, да направите што можете повеќе километри на струја и што повеќе да ја регенерирате батеријата за да уживате во електричното возење. И кога возите на познати маршрути, повторно возењето ви открива една нова димензија. Димензија која ви дава едно чувство на еколошка припадност и еколошка одговорност кон својата околина. Тоа задоволство чини пари. 43.500 евра чини плагин хибридната верзија на Peugeot 308 и тоа онаа послабата со 180 конски сили. Јас нема да ја дискутирам цената на чинење на овој модел, но мене ми пружи задоволство возењето на струја во градски услови. Но колку може да се исползува струјата кај нас? Веќе поминав повеќе од 24 километри во градски услови, батеријата ми сигнализира дека е празна. Сега нормално, самиот систем ќе го префрли работењето на моторот со внатрешно согорување. Иако го имам на располагање овој мотор и повеќе од 3/4 полн резервоар, јас сакам да сум со овој автомобил еколошки одговорен. Тоа значи дека сакам да го возам во град само на струја, па да идеме да ја наполниме батеријата. и 4 километри на струја. И тоа е поентата на плагин хибридите во урбаните средини, да ги возиме на струја. Но, колку можете да го возите на струја? За жал се обидов 2 пати да ја наполнам батеријата, но неуспешно. Не затоа што нема полначи, туку затоа што се зафатени. Јас сум многу среќен што се зафатени со адекватни возила, значи возила со батерија, кои им треба полнење. Но потребата се зголемува секојдневно. Па, кога имате плагин хибрид, можеби ќе се судрите со истите проблеми како ја што се судрив, значи да нема слободен полнач. А кога нема слободен полнач, тогаш ќе морате да се возите на стариот добар начин, на мотор на внатрешно согорување. Може би е и тука убавината на плагин хибридите. Тоа Peugeot со 308 многу добро го демонстрира. Неговата скулптуралност е направена да доминира и во град, но и вон градот. И на струја, и се разбира на бензин. Тоа беше се што подготвивме за денешното издание на Автомагазин. Ве поздравувам и следната средба, веќе знаете, за 7 дена на истото место, на истата фреквенција и во истото време. До гледање.